Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата Тава ординација. И оваа Тава ординација зборуваме за COVID-19, состојбата во југоистокот и оно што се случува со болничките капацитети. Во продолжение да го погледнеме интервјуто на колегата Ване Трајков со првиот човек на Струмичката болница, доктор Наке Гогов. Струмица од почетокот на пандемијата, заклучно со вчера, има евидентирано 588 лица кај кои е диагностициран вирусот COVID-19. Во моментов активни се 358 случаи. 211 пациенти оздравеле, а бројката на починати е 19. Ситуацијата во овој регион ескалираше последниот месец. За илустрација, на 17 септември во Струмичко имало околу 150 заболени, 90 активни со COVID-19. Каква е ситуацијата во овој регион, разговараме со директорот на Струмичката болница и впрочем, дали има капацитет и ресурси да се справи со оваа криза, разговараме со директорот Наке Гогов. Директоре, каква е оценувата ситуацијата во моментов во Струмичко со COVID-19? Состојбата во Општа болница Струмица со пациентите кои што доаѓаат на лекување и бараат помош во Струмичка болница се поголем. Значи, зголемен бројот на пациенти кои што се тестираат овде, кои што излегуваат позитивни, а и пациенти кои што треба да се лекуваат во болницата. Значи, во последниот месец имаме зголемен број на пациенти кои што бараат лекарска помош во болницата во Струмица. Загрижувачка, алармантна или очекувана ситуација? Алармантна состојба, од ние до пред еден месец немавме така зголемен број на пациенти, имавме 2, 3 до 5. Тоа беше подносливо и за персоналот, и за сместување, и за лекување. Сега состојбата е влошена. Имаме голем број на пациенти кои што треба да се лекуваат во болницата во Струмица, но капацитетите за сега се пополнети. Директоре, каква е состојбата на инфективно одделение и дневниот ковид центар пред кој го реализираме ова интервју? Состојбата во болницата на инфективно одделение полн капацитет, сите кревети се пополнети од пациенти кои што се лекуваат и плюс пациенти кои што доаѓаат на дневна болница кои што ја примаат терапијата од инфектолозите. Значи, капацитетот е исполнет, а тежината со персоналот кој што работи во болницата е веќе, како да кажам, при крајот со силите, настојуваме да го одржиме тонусот на работата на инфективно одделение. Со оглед дека спомнавте полне капацитетот на инфективно одделение, па и овде на дневната ковид центра, најавувавте проширување. Овозможени ли се дополнителни кревети? Прво, во тој дел отворивме 13 кревети, но сега, од пред 2 дена, пуштивме, севкупно имаме 19 кревети. Значи, се прошири уште за неколку кревети, така да се пополни бројот на креветите кои што можат да ги примат пациенти во нашиот ковид центар. За сега состојбата е скоро алармантна и капацитетите се исполнети до последен кревет. Планирате ли проширување со нови простори за сместување на пациенти кои што им е потребна лекарска нега? Ако продолжи состојбата како што е сега, треба да се планират простор кој што би примил уште неколку кревети, така да би одговориле на барањето на пациентите и бројот на пациенти кои што треба да се лекува во болницата е поголем. Колку во моментов на инфективно работат инфектолози? Знам дека имавте тројца, еден беше на позитивен, беше на домашно лекување. На инфективно одделение работат моментално 20 инфектолози и специјализантите кои се на специјализација се повлечени и се вклучени во работата на инфективното одделение. Значи, екипи кои што се од специјализантите составени, 20 прва, 20 втора и 20 дежурни од специјализантите им помагаат на инфектолозите во инфективно одделение. Освен на инфективно, дали овие инфектолози доаѓаат овде и во дневниот ковид центар или друг персонал овде покрива? Не, тоа е персоналот што покрива овде во ковид центарот е од болницата, од сите одделение се формирани екипи
сестри и друг медицински персонал кој што помага во овој центар. Инаку персоналот на инфективно одделение малку не е доволен да ја покрие работата на ковид центарот во болницата. Рековте дека постојано барате до Министерството за здравство ангажирање на нов персонал. А до каде е ситуацијата? Дали веќе е надминат овој проблем, директоре? Ние постојано бараме помош од Министерство за здравство да, ако има услови, да не одобрат или да се најдат колеги инфектолози кои што би помогнале во овој случај во болницата. Меѓутоа, ситуацијата е таква да скоро нема инфектолози. Нема во блиска обкружување инфектолози кои што би дошле да ни помагаат во болницата. Нема од каде да се набават, мислам, ангажирање инфектолози. Во однос на медицински сестри со оглед дека исто така бројот на Бараме и медицински сестри затоа што тој персонал не може да го издржи тоа темпо на работа и да одговори на задачите на болницата. На што се должи, директоре, ова ескалација во последниот месец овде во Струмица, со што стана ново жариште во земјава? Аз мислам дека ескалацијата со зголемен број на пациенти се должи на групирање, правење, дружење, непочитување на препораките на комисијата и едноставно некои не веруваат дека постои корона, па викат нема корона, нема што да носеме маски. Едни викат на телевизија дека маските се штетни, други викат дека се задолжителни да ги носат. Меѓутоа, фактички недисциплината на граѓаните во однос на заштита од коронавирусот. Но предпоставам дека овој случај го имало и до септември, но буквално овој месец пламни стана жариште Струмица. Така, имаше до крајот на август, имаше во септември, да, меѓутоа сега состојбата ескалира. Значи, се зголемува бројот на пациентите кои што се јавуваат на преглед. Јас верувам дека тоа е како резултат на собирите што ги прават, свадби, веселби, разни други манифестации и така се инфицираат меѓу себе, не поштувајќи ги правилата за носење на заштитна опрема. Ваши колеги велат дека тоа е резултат и на младите кои што беа многу динамични во септември и летниот период, или? Секако да не ги напагам сега младите, меѓу нив има и луѓе кои што се дел од фамилиите. Сега младите се дружат по кафичи, дискотеки и така прават журки. Меѓутоа, ако еден се инфицира од фамилијата, од младите, ќе ја пренесе болеста во домашни услови, кај фамилијата. И така се јавуваат од една фамилија повеќе луѓе да бидат инфицирани. Дали ова ситуација се рефлектира на останатите здравствени услуги кои што ги испорачува Струмичката болница од одделение? Мислам, со оглед дека ротираат средства и каква ситуацијата таму? Успевате ли? Секако таква состојба од коронавирусот се рефлектира и врз другите оддели на болницата и целото внимание е свртено кон инфективните болести, инфектолозите и коронавирусот, за да може да се постигнат максимално резултати кои што можат да ги дадат докторите. Меѓутоа, не се запоставуваат и другите оддели, другата патологија, како интернистичка, хируршка и така натаму. Се трудиме да одговориме на барањето на пациентите, да бидеме секаде присутни докторите и медицинскиот персонал да им помогнеме на граѓаните кои што имаат потреба од медицинска помош. Директор, јас ви благодарам на ова интервју. Само подсетување дека бројката на активни случаи во Струмица од 358 не се однесуваат само на градот и општина Струмица. Во оваа бројка, според податоците од Институтот за јавно здравје, се влегуваат и лица инфицирани од општините Новосело, Босилово и Василево. Остануваме на тема COVID-19 во југоистокот и од Струмица се селиме во Гевгелија. Каква е состојбата таму и кои се очекувањата на доктор Сашо Лумчев, епидемиологот од Гевгелиската болница, во неговата изјава? Вака, гледајќи ги процентите, ние се поклопуваме со истите проценти на ниво на држава. Зошто е тоа така? Затоа што веќе вирусот помина низ една, вака да речеме, имуна популација, млада популација, која не ги почитуваше препорачаните мерки,
Така да сега веќе се враќа во една посилна форма, така да сите овие пациенти што ги гледате постојано пред ковид центарот, кои доаѓаат да си примат терапија или да се тестираат, се веќе со пројавени симптоми, да не речеме некои поголеми оддели со сериозни симптоми, со бронхопнеумонии кои бараат, значи, сериозно лекување. Така да рековме, таа недисциплина си го стори своето и сега сме наместо да превенираме ние, да поминеме некако полесно, ние сега ќе мораме да одиме по тешкиот пат, значи со лекување на пациентите. Дека очекуваме црно сценарио, значи сите работи се предвидени однапред. Тие се некои правила кои едноставно си течат тековно. Меѓутоа ние се подготвуваме превентивно, затоа што да ги прошириме капацитетите за да не што викаме фатат во небрано. Модуларните болници нели закаснија малце, задоцнија, се извинувам, малце, така да ние мораме, сакале или не, да ги прошириме капацитетите на амбулантскиот дел, каде што ги тестираме нели сомнителните пациенти и во исто време се лекуваат пациентите кои се уште не ни се докажени. Значи имаат сомнителни симптоми, но не се излезени нивните резултати, односно не се позитивни. Така да се доградува еден нов дел во кој ќе имаме 7-8 кревети заедно со другите околу 10 на кревети што ќе ги компензира тие капацитети кои ги очекуваме нели од модуларната болница. Значи ние мораме да гледаме малце понапред и предвремено да ги створиме условите за лекување на истите пациенти. Чи поентата на се и на целата лекарска фела, на целата медицинска фела беше да ние ги превенираме овие криви кои сега ни се појавуваат, односно овие бранови, така наречени во наводници, на зголем број на случаи. Меѓутоа, очигледно, пак ќе повторам, недисциплината си го стори своето и секако дека ќе очекуваме засега нагорна линија. Токму затоа и владата и самата комисија за заразни болести ги предлага тие мерки, токму од тој аспект, затоа што ние се покажавме како недисциплинирани граѓани и едноставно ќе мораме да одиме сигурно со некои порестриктивни мерки кои порано ни дадоа резултат. Гледаме дека со олабавувањето на мерките нагло почнаа да ни растат кривите на број на ново заболени, не само во Македонија, гледате во цела Европа и Словенија која прва ја затвори нели епидемијата, ја овде сега повторно прогласува епидемија на COVID-19, така да ние сме едноставно подготвени и знаете што ќе ни се случува. Сега веќе почне и сезоната на грип, ќе имаме се повеќе и мешовити случаи, така да подобро е да си има капацитети, отколку да не фатат неспремни, неподготвени. Сега ние сме во една фаза во Македонија, една широка распространетост на вирусот, значи нема потреба прво да го бараме потеклото кој од каде се заразил, а контактите. Да, треба да се изолира, значи Светска здравствена организација сфатила дека треба тоа да се направи, меѓутоа тоа треба да се прави свесно. Значи самите тие што сметаат или знаат дека имале ризичен контакт, треба самите себе да се изолираат и да ги известат другите кои се во нивната околина. Не можеме ние да ги бараме сите тие контакти, ние се трудиме да ги најдеме, да ги истражуваме, меѓутоа знаете дека не се даваат точни информации. Значи сакаме да ја разбудиме свеста кај граѓаните, да тие самите се изолираат во тој момент и да се јават на тие што мислат дека контактирале со нив. Со тоа и нас ќе ни помогне многу, и на здравствениот систем, а и самите себе си, и на нивните семејства. Значи сакаме свеста да ја разбудиме. Следејќи ги секојдневно настаните кои ги имаме ние во Гевгелија како мал град. Да. Па видите, секој си има право на свое мислење, да сподели. Ние сме тука да ги секој пат да ги спротивставиме своите мислења и да излеземе со аргументи. Па да видиме дали е така или не е така. За сега јас сум со спротивното мислење дека се работи за сериозна болест и самите гледате што ни се случува. Не би сакал да имаме повеќе случаи, меѓутоа вистината е таа. Каква е ситуацијата со општата болница со вработените? Има ли, затоа што низваат се спекулира дека наводно има ли инфицирани многу здравствените работници? Меѓуздравствените секако да, има нормално, така е. Значи имаме позитивни кои се изолирани, што е нормално во оваа здравствена, нели, ситуација и тие се обични луѓе. Нормално е да заболат, дали професионално, секој пат постои факторот ризик, нели? Особено во вакви ситуации, така да има позитивни,
се во добра општа здравствена состојба, се на домашно лекување, така да мислам што поскоро да се излекуваат и да се вратат на работа. Значи тие се истите тие мерки што и самата Комисија за заразни болести ги предлага и ние треба да ги испочитуваме. Значи да ги испочитуваме и министерот Филипчи кој секојдневно излегува и апелира. Значи мораме да се држиме на дистанца, да внимаваме на хигиената. Што се однесува да семејните средби, нели секојдневно 2 до 3 пати проветрување на просториите, што е можно повеќе, значи што помалку употреба на климатизери за затоплување во овој момент ќе биде колку што може тоа да се избегне, кај што не може да се избегне, рековме што повеќе проветрување на просториите и да се одржува хигиената. Нели и на рацете и на површините. Значи што помалку дружење со нели со други личи. Така. На последниот состанок на штабот, што беше за спасување, што им предложивте на како ригорозни мерки да се преземат самата општина, вон од овие мерки што ги предлага владата? Па ние ние едноставно ги молиме граѓаните да се придржуваат кон веќе постоечките мерки кои се покажаа како извонредни, како превентива. Значи сите тие што се придржуваат кон мерките, еве како нас што се дистанца, маска, се, ние работиме секојдневно со позитивни и гледаме дека тоа функционира. Значи носењето на маска, држењето дистанца, ние веќе не можеме да ја држиме дистанца, меѓутоа дезинфекцијата делува извонредно. Значи не сме заразени, проверени сме, истото го препорачуваме и на граѓаните. Ништо повеќе од тоа не треба. И секогаш при пројавување на најмал симптом, задолжително да се консултираат со лекар. Дали ќе биде тоа матичен лекар, дали ќе биде друг лекар, не е битно. Значи навремено да се јавуваат за да ние одредиме дали тие луѓе се сумнителни или не се, дали имаат ризик по здравието и да знаеме дали, ако веќе се докаже дека се позитивни, да можеме да ги изолираме, односно да ги тргнеме како извор на зараза од другите. Нели? И би апелирали исто така задолжително да се јавуваат самите рековме на лекарите и да ги кажуваат за контактите. Дали може би поголеми инспекции во организациите, во економските оператори кои што, да кажеме, ресторанти или места кои се собираат луѓето, како се применуваат тие здравствени мерки? Па не би оделе ние на тие рестриктивни равни. Секој пат јас барем како превентивец, секогаш одиме нели да бидеме во договор со граѓаните. Значи да не одиме на казни и на закани и се, туку едноставно да седнеме и да се договориме дека и тие ресторани ако сакаат да работат, значи ни треба здрава популација која ќе биде гост кај нив. А за да биде здрава таа популација треба да ги почитува пропишаните мерки кои се покажале како ефективни до сега. Не ни е во прилог нам никако здравствени работници, никако граѓани на Гевгелија да поведуваме толку рестриктивни мерки кои ќе рушат пак економијата. Не е и тоа. Значи сакаме да ја подигнеме свеста на граѓаните и да почнеме едноставно да живееме со овој вирус. Значи следните 2 години не очекуваат, значи ќе ни биде сограѓанин вирусот ковид. И како последна содржина во оваа емисија е изјавата на новиот портпарол на владата Душко Арсовски, што вели тој, кои се новите мерки се со цел да се зачува безбедноста и намалување на бројот на новозаразени. На почетокот ќе ви известам за она што вчера беше на последната 13-та седница поред, а подоцна ќе имаме можност и да за поставување прашања преку Zoom врската и стигна неколку прашања и по пат на електронската адреса на владата. Според она што вчера беше усвоено на 13-та седница, беа разгледани и прифатени препораките на Комисијата за заразни болести да се ограничи работното време на сите угостителски објекти до 23 часот, освен оние што вршат испорака, како и да се ограничи капацитетот на патници во возилата на јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило. Владата исто така ја прифати и препораката целата државна и јавна администрација, општините и судовите согласно принципот на работа и работниот процес, организирањето на работата да се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротации, зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите. На седницата владата го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за градење со кој се предвидува изградба на посебен вид градби, односно модуларни градби за здравствената дејност,
чија изградба е финансирана со средства од буџетот на Република Северна Македонија или со средства од Европската Унија, односно друга меѓународна организација. Ова се со цел да се зголеми ефикасноста на здравствениот систем при справувањето со COVID-19. Исто така, председателот на владата, Зоран Заев, на оваа седница ја информираше владата дека го прифатил барањето на заменик председателот Николовски, кој што е задолжен за спроведување на кодекс за етичко однесување, и му препорачува на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност да ја разреши директорката Лидија Димова заради неетично постапување во извршувањето на незината функција, поврзано со индиции за несоодветно финансиско работење и за негрижа за одржувањето на имиџот на институцијата во јавноста. Владата го утврди најновиот текст на предлог законот за изменување и дополнување на законот за научно-истражувачка дејност. Ова е важно затоа што со предложените измени се пролонгира рокот за избор во научни звања, односно лицата кои се во фаза на стекнување на овој статус да ги завршат докторските студии и да бидат избрани во научно звање научен соработник, со што пак се надминува состојбата поради која немаше законска основа за исплата на септемвриската плата во научните институти. Владата им препорачува на деловните банки да обезбедат пензионерите со октомвриските пензии да може да располагаат преку мрежата на банкомати во трговската мрежа од 27 месецов, а готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат картички да биде организирана како и досега во 4 групи според висината на пензијата. И исто така владата ги именуваше Сашо Тасевски за директор на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и Пеце Мирчевски за директор на службата за општи и заеднички работи во владата, додека пак Висара Риза е разрешена од должноста ВД директорка на Агенцијата за лекови и медицински средства, а на таа позиција е именуван Лирим Шабани. Одека е крајот на вечерашното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете понатаму со Канал Вест, се гледаме наредната среда.